Опозицијската ВМРО ДПМНЕ и покрај тоа што не учествуваше на вчерашните предвремени избори за градоначалник во општина Штип, синоќа по завршувањето на изборниот процес излезе на прес, а истото го направија и денеска, со обвинение дека изборите не биле ниту фер, ниту демократски. И повторно не осамна уште еден ден, кога стануваме посвесни за криминалите на СДС. Вчерашните избори ниту беа мирни, ниту демократски. Делењето пари и притисоците врз јавната администрација не се нешто нормално, но беше очекувано да го видиме од криминалната локална багра. Меѓутоа, она по што ќе бидат запометени овие избори е загрозувањето на јавното здравје и окружувањето на лицата во изолација да дојдат на гласачките места. Во моментов, членовите на избирачките одбори на избирачките места 2252, 2265 и 2276 стравуваат за своето и здравјето на семејствата, затоа што неодговорната власт, допуштајќи да гласаат лица со COVID-19, ги изложи на оваа болест. Неправилностите не ги одминали гласачкото место 2266, каде се пронашло едно вишо кливче, но и гласачкото место 2292, каде имало семејно гласање подпомогнато од членовите на избирачкиот одбор блиски до власта. Според Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип, вчерашниот ден беше исто како владењето на СДС, дивење од врзани раци на мафијата и газење преку трупови за добивање на власт и фотели. Должни не останаа ниту од Социјалдемократскиот сојуз, се даде и одговор на обвиненијата. На фер, слободни, демократски и пред се здравствено безбедни избори за градоначалник, граѓаните на Штип му ја дадоа довербата на кандидатот на СДСМ, доктор Сашко Николов. Заврши режимското време на ДПМНЕ, кога се гласаше под притисоци и уцени, со подкуп и граѓаните со страв го остваруваа правото на глас. Штипјани покажаа зрелост и го остварија своето демократско право на глас. Цензусот се постигна и покрај заканите и лажните вести на ДПМНЕ. На овие избори не бойкотираше ВМРО ДПМНЕ. Граѓаните се тие кои го бойкотираа ВМРО ДПМНЕ, стоеше во изјавата на Социјалдемократскиот сојуз. Од СДСМ порачаа дека продолжуваат отворено, транспарентно и во име на граѓаните.